Отцот, Синот и Светиот Дух. Денес Светата Православна црква го празнува оној кој се роди како најголем од жена. Тоа не се мои зборови, но тоа се зборови на нашиот Спасител Господ Исус, на оној на кого му се поклонуваме, го славиме, му пееме, му благодариме, на оној кој ги повикува нашите срца и души да се покаеме, да глекнеме пред Него и да бараме прошка. Манастирот, драги мои, е пустина во која се собираме да го најдеме мирот, спокојството, да го најдеме Христа Бога, да се сретнеме со Него и токму денеска и за тоа сме дојдени во оваа света обител, во овој свет манастир, посветен на оној кој живееше во пустината, на оној кој од пустината со громогласен глас не повикуваше на покаяние, како лав во пустината викаше и велеше: покајте се приближи Царството Небесно. Овие звучи, овие зборови не само тогаш во тоа време го повикувале јудејскиот народ на покаяние, но еви и денеска нас не повикуваат да се покаеме, да извикаме од длабочината на нашата душа: Боже, прости ми, помогни ми, спаси ме, Господи, очисти ме, Господи. Умртви ги сите страсти во мене, за да можам, Господи, од длабочината на срцето да Ти пеам, од длабочината на срцето да се поклонувам, да Ти благодарам. Пустината, драги мои, е облак, во кој облак се наоѓа Духот Божи, во кој облак Христос, Спасителот наш, ги исполнува нашите срца и нашите души, која го бараме, вистински го бараме, како што го побара овие 4 момци на денеска, во нивните срца пропеа Христос, нивните срца ги допре Христос, нивните срца ги освети Христос, нивните умови ги просвети Христос, нивните души ги освети Христос. Но се тоа, за да го доживеат, да го примат, некој треба да ги припреми во оваа пустина. А тоа е нивниот духовен отец, архимандритот, настојателот на оваа света обител, високо преподобниот игумен Вартемий. Бог промислува за се, драги мои. Бог е промислителот, што на кого ќе му се случи. Овие дечиња, примајќи го ангелскиот чин, не само сега што раздадува за клетвата, верувајте ми, уште во утробата на нивната мајка, Господ Бог, кој се знае, сегде е присутен, семоќен, ги благословил и им го пределил патот на покаянието. Овие се нашите амбасадори, нашите представници пред светот на православието, овие се нашите молитвеници за оваа
наша света македонска земја, они ќе коленичат пред овие свети икони, они ќе коленичат во умот, во срцето, за да се спаси душата на македонскиот човек, да се спаси нашата света македонска земја и да се сочува нашата прекрасна и убава нација. Манастирите се местата, драги мои, каде се соединуваме со Христа Бога на начин кој не можеме да го опишеме. Светиот Јован Крстител самиот вели: и Духот Божи слезе врз него. Кога се крштеваше Христос, Светиот Јован Крстител кој го крсти, го виде третото лице од Божествената, едносушна и нераздана Троица Светиот Дух, во вид на гулаб, како слегува врз Господа Бога. Колку гулаби денеска слегува врз нашите глави, драги мои. Колку гулаби ги прегрна нашите умови, нашите срца, нашите души во овој прекрасен храм, ова прекрасно обштежитие, овој прекрасен Божи дом. Влегувајќи во него, срцата ни се исполнуваат со љубов, срцата ни се исполнуваат со радост, срцата треперат и срцата пеат само за едно. Господи, Ти се молам, прости ми, помогни ми, спаси ми. Очисти ме, Господи, Свети Јоване, биди милостив. Моли се за нас, грешните, недостойните. Спаси ме, Свети Јоване. Светите отци велата и самиот Свети Јован вели оние кои не ме спомнуваат во нивните молитви. И јас нема да ги спомнам кога ќе се сретнеме во Царството Небесно. Па затоа, драги мои, ве молам од длабочината на мојата душа, кога кречите пред иконите, спомнувајте си за Светиот Јован Крстител, за првиот апостол, првиот маченик и првиот евангелист. Светиот Јован е прв апостол, затоа што прв го објави доаѓањето на Спасителот, го објави Месијата, прв повика на покаяние, прв маченик е затоа што прв пострада за Христа Бога, прв пострада за верата, прв пострада за вистината, за правдата, прв пострада за љубовта, првиот маченички загина, оние кои го сведела тропарот и оние кои го знаат на памет, ќе велат, самите ќе разбера суштината и значењето на тропарот. Он со радост ја примил смртта, драги мои. Он со радост отишол да му чекал да му се исече главата. Апостолите кога дојдоа и му кажава на Христа дека Свети Јован е починал, дека му ја отсекле главата, тој ништо не одговорил. Само им рекол: појдете со мене. Тие пошле со него и каде отишле? Во Евангелието се вели: отидоа на пусто место. Што значи Бог, драги мои, и црквата сака да видат во пустина некогаш. Пустината смирува, пустината те соединува со Господа Бога. Пустината ти ги отвора духовните очи, за да ја видиш вистината. Овде, како овој свет храм, во оваа света обител, го чувствуваме присуството Божјо,
го чувствуваме живиот Бог, вистинскиот Бог, Богот на правдата, Богот на вистината, Богот на љубовта. Светиот апостол Јован вели, Бог е љубов, драги мои. И таа љубов се чувствува овде преди нас. Тоа соединување со Христа Бога, Спасителот наш, го исполнува нашето срце со љубов и затоа се чувствуваме браќа и сестри, исполнети со вистинска Христова љубов. Прв евангелист се вели, светите отци велат дека свети Јован е првиот евангелист. Да, драги мои, тој е прв евангелист затоа што прв почнува да го проповеда Христа. Прв почнува да зборува за вистината, за правдата, за љубовта. Прв почнува да ги осудува гревовите кои се дадени во Декалогот. Прв почнува да го осудува царот Ирод, Иродијада, вика помајзе. Ти, Иродијадо, несправедно го зема, Ирода видејќи ето остави својот маж, го зема мажот на братот на својот маж. И тоа толку ја слободи незе, што во една прилика кога славеше роден ден, Ирод ги покани сите кнезови, сите тогашни војсководци, и кога се опија, кога почна ќерката на Илијада да игра, тој се развесели и тогаш ја побара главата на Јована. А колку била злобна Иродијада, драги мои, не би сакал жените да ги навредам, но мислам маж не би направил такво нешто. Кога ја исекле главата на Свети Јован, уште зборувал он, со исечена глава зборувал, кога ја однеле тасната на Иродијада. И тогаш ја критикувал, и тогаш ја советувал да се покае, да го остави злото, а таа земала игла и го водела јазикот со иглата. Тоа сме ние луѓето, драги мои. Но еве, во таа чест, сега му се поклонуваме, му пееме, тој е нашиот застапник, нашиот молитвеник. Тој е првиот оној кој маченички погина за Христа и даде пример на многу други маченици дека мачеништвото за Господа Бога, Спасителот наш, треба да биде радосно. Треба да со радост да го прифаќаме и со радост да одиме на мачеништво. Оние кои имаат читано житието на светиот великомаченик Ѓорѓи, со каква радост ги издржувал болките, маките, страданијата. Но тој тоа го издржал затоа што го гледал Христа, драги мои. Ги гледал ангелите до него, околу него, тие го штителе, тие го пазеле. Кога вистински го сакаме Христа, верувајте ми, тогаш не треба да се плашиме ништо. Нека овој празник, празникот на душата, на срцето, празникот на покајанието, не натера сите да размислуваме за нашето спасение, да се ослободиме од сите наши маки и тешкоти кои го фатиле нашиот ум, нашата совест, нашето срце. Појдете кај свештениците, драги мои, појдете кај нив и отворете го срцето, отворете ја душата, исповедајте се, очистете се, ослободете се од сите маки, страданија, тешкоти што ги
мачи вашето срце, вашата совест. Верувайте ми, сите имаме потреба од телесен лекар и од духовен лекар. Одиме кај лекарот и своите најинтимни делови од телото ги покажуваме и ги проверуваме. А срам ми е да крекнеме пред Христа и пред Него да се исповедаме. Ние не се исповедаме пред свещеникот. Тоа е само споната, спроводникот на нашето кајање кон Господа Бога Спасителот. Ние се исповедаме на Христа и од Него се страхуваме, од Него се плашиме, за да кажеме: Господи, Ти се молам. Ти сгрешив, Господи, повеќе од блудницата, од митарот, од фарисеот, од разбойникот, од Манасија, од ниневјаните. Господи, Ти сгрешив повеќе од апостол Петар, од апостол Павле. Тие тој гонеа. Петар се откажа од Тебе. Јас секојдневно се откажувам од Тебе, затоа Те молам, Господи, прости ми, помогни ми, спаси ме. Покајте се, драги брати и сестри. Покајте се, за да почувствувате колку е добар, колку е благ и колку не милува нашиот Спасител Господ Исус Христос. Благодата, љубовта Божја, добрината Божја, милоста Божја нека бидат во вашите срца, во вашите души, во вашите мисли. Мирот и спокојството однесете ги во вашите домови, сега и секогаш, во сите векови. Амин.